Здраво другари, здраво криптореволуција. Чисто другари да ви покажам другарчето Пачевски Томче, фала му. Значи, гледајте брат, многу луѓе ми се жалеа дека зашо не објавуваш на пример стори на Инстаграм. Викам другари, јас секој ден нешто објавувам. Викам не е возможно. Значи, бришија ми ги, на пример, ќе објавам дневно минимум 30 стори ќе имам, почето се за крипто, и сега за крипто ги нема сторито, за тук там теории некој ги има, намалив теории на заговор, повише за крипто и ми ги нема. Гледајте што му дава. И review this account before following. Сега не знам дали на сите го дава, али не знам, треба да ми пишете коментари дали кај други има вака да ви покажува известување. Али интересното е кај мене, например, повеќето луѓе на Инстаграм, замислете си, не може да ме најдат, например, ќе пишат. Ќе го пишат моето име и просто не излаа. Или ќе ме додадат за пријател, после на недела ми вика зашо ме тргна. Викам јас не сум те тргнал другар, не сум те не блокирал. Значи, брат, тука исто е. Гледај, значи, ја го додавам и гледај што му пишува, ја тука му враќам, нели. И тоа е точно, значи, многу од другите групи гледаш што не е проблем, брат, да си знаеш, затоа ти пуштив, гнаси што да речем. И ја мислам дека е ради тоа што ти е пријавувам профилот, стварно е пријавувам профил многу. Дури и од Инстаграм ми стигнало известување дека профилот ми е многу пријавуван, а пази ја ништо не правам. И ги предупредувам сите што сакаат да се запратат, исто така, значи минимум 2-30 луѓе треба да те пријават за скамер и гледаш. На овај прв пат му излегува тоа и на мене би дека ја на ден сигурно додавам од 5 до 10 луѓе на Инстаграм, или одам и назад фолоу, или јас ги додавам, пишат ми порака, ја ги додавам, или може да излезам и вика гледаш. Значи гледаш на друг, на никој не му се појавило. Фала на брато, здрави во Македонија, ќе се запознаеме, частам. Такви информации ми се од корис, што си ја решавам, си ја пазало, си ја составам, си го мозаико, кој што многу, гледаш, немам многу луѓе што ме следат. Канало исто ми е shadow ban, гледаш 2085. Па имаше 2-3 ми беа пишали, вика зашо си не тргнал, ја не може да ве тргнам луѓе. Значи ја можем мют да ве мутирам, да не може да коментирате, ама не сум ве тргнал. Значи многу луѓе викат брата бе, додадеме те на YouTube и после викат нема, дури не е ни стигнато известување, како е да е. Тоа е, некој е решил брат дека му македонците треба најпоследни да улезат. И тоа е. Другари, не сум снимал, кажи го, чук, треба да пазвам да не излезе некое. Не сум снимал видео, ви кажав дека мистериозно, например, снимам, брмлям и на крај сакам да го постирам, не може. По преходното видео да го зборив. Друго ново има мислам, ново старо, од 3 до 9 март има изгорено 6,7 билиони гориво Стар Атлас, што е сериозна количина. За игра што играат само 3000 и 5000 китови. Јас сум устур, ние имаме највише изгорено гориво, од кој погодете батко и со неговата голема флота е придонесел за тоа чудо. Тука се има многу луѓе се фалат, треба да видите. Ја уште не сум снимал видеото и не сум тестирал. Мојата резервна флота е кај Славчо, пошто ја поправа програмата. Има кај него ми е резервната флота што ја држев. Не сум купувал нови бродови. Чекај да имам нешто горе, сигурно се е продадело.
Ајде видовте ли го пасворд улига? И машала. Ово портфолио 68.453 fuel се е продадело, значи $85, ама многу е падна на цената сега да купувам нешто. Не, многу е падна на ова. Значи, ако се врне на 0.16, чек сега колко е? Сега е 85, така ли, да речеме, ако се врне на 0.16, колко е? 6.000. Просто логика и математика сум тапа, околу $100. Баш да ви да ме интересира дали, брат, кецови по математика ми става, сега ке виде, брат. Леле, дека натискам. Значи колко? 68.453. 68.453 по 0.0016. Крај. $109. За $9 промашив. Крај, ако гледа некој професор по математика од сите мои средни школи, гледате ли, брат, дека викавте го сум додук за математика, како пресметав ово и јас сам ја не знам. Ја таблицата не ја знам, брат. Избришено ми е си од главата. Значи не можеш да знаеш ти математика од школа што те учат за да бидеш у крипто со оваков памп дамп шеми. Другари, да не ја филозофирам, нема да купувам се. Не. Че да само која цена се овија, $2.86. Океј. Вие си купувајте, за да ви се намале. Чекај, многу луѓе сакат да покажувам. Па имам стајано 100 милиона. Се извинете што покажувам оваа старата, оваа ми е најбрза, значи 100 милиона fuel крафтам. Нема никој од китовите стајано храна. Че китовите ако стават 15 милиона храна, овоа ќе се намале за пола. Океј, тука копам, наславчу со програмата, што е легално. Што сакав да кажам, овоа бродче многу луѓе ме прашуваа. Ово е каргото, многу македонци го накупија. Палеве за глава ово, брат. Значи ово е тоа. Враќаме се. Нема, другари, нема, тоа е. Да, Fleet Rental. Тие што имате бродови, екипаж и станици, гледајте да си ги ставите бродовите. Спи ми си, јас извинувам. Да ги ставите бродовите. Ки ги гледате видеото, чекај, ја мислам дека му споделив. И у групата го ставив. Многу луѓе се фала дека Fleet Rental, гледате, не ви треба ни scholarship ни ништо. Гледаш, Типо е ставил добро, позадина програмата ми копа, Welcome in America со интернето и нешто за африканците настрана нешто Brave Browser не може да се синхронизира со кажи го, со сите тие работи што ги имам позадина. Ова е ставил еден Armstrong ImpTap, тоа чудо е околу измеѓу $1,100-$1,600 тај майнер е средна големина, црвенкото е $350, 3. Значи 1400 атлас на ден ги рента. Тоа е многу, јас стварно уште не знам, ако некој има да напише у коментари, ако е разбрал логиката, ние се тумачиме се да дознаеме логиката, ми е многу чудно како толку многу некој има да рента и да дава атлас, значи има некоја работа, знаат што у другите видеа кажуваат дека знаат што да идат да копат, значи не копат сигурно кога ја што копам хайдроген за фјуел да го искрафтат, значи копат нешто друго, издржете, не гасете видеото, ќе кажем и за bear market, за bull market и за bear market. Значи копат нешто друго и го продават, та имат толку многу пари да дават, тоест 1400 на ден. На оваа цена 1400 на ден, 1400 по атласо е 0, колку беше? По 0.001259. Машала. Шо е работата, братче? $1.07.
Ја ќе треба да видам, брат, че моите флота да ставам да се рентали, бе, брат. Но многу е, брат, ово, 1400. Ајде да речеме нападна на цена, значи чека 1400. По 30 дена е 42.000. Абе, не ме заебаве. Че тоа е многу, бе, луѓе, бе. Шо копат тие, бе, брат? 42.000, не, чекај. 42.000 Атлас, така ли? По 0.ава. Не, нема да сметам ова, ќе сметам по 16. $67. Сигурно ќе му земи фи, да речеме 10%, и некој друго фи мирчи ми кажуваше комшијата зима или проба да истомачи. Не ми е јасно, брат, стварно, ако некој е осварал со ренталс, како е можно они стават и гориво, и муниција, и гориво и муниција, друго не се користе, и толку многу да плаќат на ден. Ако некој открил работата, да каже, пошто луѓе овие многу пари прават. Ово нешто тука ми е не дека е suspicious, туку интересно е шо копат. Значи треба да дознаеме шо копат овие цареви, за да може да плаќат толку многу Атлас на ден. Разбирате ли? Гледајте тие што играете луѓе да протумачите, да најдете видеа, да тестирате со некои ваши флоти. Пошто ово Атласче кој ќе отиде на 0.10, пресметајте за кој пари збораме. Повеќето ми се објави тука за Стар Атлас. Нема, стварно нема. Овај да го пратите. Тај канал да го пратите, ви кажав, за има стајано комплет видео за дефинитивно е Brave Browser тука, брат. Дефинитивно е Brave Browser. Јас натиснав тука интернето и Brave Browser со комбинација со мојата програма. Ја нешто тупе. Зашо да не ќе да го отворе линку? Али како и да е, брато ќе го гледате. Има доста добри видеа на YouTube. Ово е дефинитивно шо е работата, брат? Да не падна Твитер? Не бе, нешто се дешава, пас сум под некои блокади, луѓе. Каков интернет, бе, брат? Каков интернет? Ајде да видиме интернетот. Јас сум, брат, по... Да видиме интернет, ајде. Ајде, ќе видиме сега дали е до интернетот. Јас сум под некои многу чудни, брат. Ајде, брат. Јас сум под некои многу чудни блокади, брат. Шо толку, брат, че и сметам, брат? Не може да разберам. Додека праја ово, луѓе, нема шо да паничите. Bull market ќе има. Дефинитивно. Ќе има bull market. Нешто и интернетот е плюс падна, да. Добро, денеска шо сме недела, фактички, така ли? Денеска сме недела, понеделник, више после 12 сата понеделник, че може да прават некои апдейти. Да, интернетот е многу паднат. Having интернет, гледаш, детектира го. На Twitter, Google, шо е работата? Popular Service with Reported Issues. Значи, другари, имаме проблем и со интернет у Америка, и со Twitter, и со Google, и со Facebook, и со Instagram, и со се. Или само јас имам проблем, или цела Америка има проблем. Али не верувам цела Америка да е, пошто јас сум со денове под блокада, некои си 5 дена. И сведок, гледате тука, и ово детектира аномалии. Чи 5 дена сум без видео. Како и да е, нормално е, мене 4-5 години ме више блокират фул.
Другари, нема шо да паничите. На сите тие Славчо ви објавува, на сите тие позитивни вести, другари, не е возможно да нема bull market. Значи, чистат ги слабите раци, чистат ги тие луѓе што паничат. Анонимуси у групата ќе престанам да одобрувам, затоа што иако Славчо го одобрил и он мисли дека треба да има анонимус објави, ако мисли дека има да објаве и он да се занимава со нив, ја нема. Затоа што сега ти објавуваш 20 објави на ден и видеа кои што ги мрзат и мултимилионери и милиардери кажуваат у подкасти ке има bull market, некој си од Македонија тамо со смешно портфолио, знае дека ќе има bear market, значи баба Вања му е баба, настрадала му е прадедо и не продават, разбираш ли, ама доат у групата да кукат, разбираш, као дека во крај на светот bear market такви ги има, колите нагоре ги нигде нема, ши другари супер. Демократија, сакале сте мислење, објавете си го мислењето без да сте анонимни. Ставете си го да ви видиме кои сте, ставете и портфолио како сте продаделе. Ставете портфолио како сте продаделе у вај bear market што го кажувате. И како чекате да падне биткоин на $2, етериум на $90, Cardano на 0,03 центи. Ајде, продадете се живо и нели bear market ќе има. И имате 4 години. Продадете и затворете ни устата. Продадете, ставете, кажи го, да ви видиме кои сте и после да ви се извинеме, да речем, брат, вие сте експерти били, ние сме се глупирали дека има bear market. Води дека има bull market. Значи да ви се извинеме јавно, да ви се извинам сите тие што се глупираме, што веруваме у bull market. Разбираш што сме години, јас сум милион години у крипто и представи си сега некои анонимуси, у групата досадно е. Значи он не знае дека плаши се, значи он експерт за информации, знаел bear market дека има, ама чекај ќе пишем у групата да видиме што ќе рече, што он не е сигурен, разбираш. Ако сте толку сигурни, другари, еве, чалендж. Покажете се кои сте. Ја ве знам, ја може да ве видам, зашо си губам времето. Тај што ве одобрува Славчо може одма па и да ве види, ја онака треба само да проверам. Што не би си губил време, не? Не ме интересира кои сте, ама еве чалендж. Покажете се кои сте, пишете слободно, ја ќе ви го добрам. Дека ќе има bear market и дека сте продаделе, покажете колку на која цена сте продаделе, пошто сте експерти и чекате bear market да си нападне, да падне цената и да си накупите. Ајде бујрум. А не вака анонимус и чекай ќе троламе во групата сега. Не сте сигурни, ама ќе пишеме да видиме што ќе кажат другите. Да видиме поголем дел што ќе напишете, разбираш. Другари, кој друг ќе напише? Кој друг ќе напише колку сите се нови у крипто? Че јас сум единствениот што е 14 години, 12 години у крипто. Кој друг има у крипто тука што е присутен кај мене у групата што е со 12 години портфолио? Че има секви што кажат откопале они там пичурки од етериум и чуда. Да видиме видео, линк, адреса, ја ви имам покажано со цимер у Мајами пред 200.000 години како се градат машини за етериум, како се бута струја на цела зграда таа на мултимилионери, струја како се бута. Значи така да, другари, оставете тие анонимус филозофии на bear market, bull market ќе има. Егото на Трамп е до Марс, до Јупитер, подалеко, значи bear market нема да има. Може да падне тоа, ако падне до 72.000 биткоин не значи дека е bear market, значи тоа е корекција на пропаганда, да кажи го манипулација на Wall Street и на BlackRock, тоа се вика да ги исплашат новите играчи, разбираш, како тие анонимусите, да ги исплашат да продадат, разбираш и кога ќе литне, ќе земат ќе накупуваат уште на поскапо, пак ќе падне, пак ќе литне и 12 години гледам луѓето кои си губат парите. Разбираш, почнува со 1000, почнува со $10,000, завршува со $500 и више не кел крипто да види. Тие работи, представете си ја, од 12 години во сум го поминал у 100 групи. Така да, другари, технологија имате. Представете си вие ако трупате 30% биткоин, 30% етериум, 30% Cardano, може да немате многу профит, мислам, некој луд профит за пензија, да речем, може да немате
Кажи го, ама дефинитивно 2020 само пошо ако сте купили биткоин на 23 или етериум на колку беше падал 1200, ако сте купили Cardano на 0.18 на 18 центи, значи да, ќе направите пари. Ама ако сте купили на овие цени, да, ќе чекате 2029. Имате доста тука исто. Чекай да видам, забравив, Axie Infinity беше падал многу, $3. Со тај апдейт луѓе, тие што сте купувале на $25, имаше многу луѓе им беа пишали дека се купили на 15. Ако излезе тај апдейт летото, таков како што го кажуват, не верувам да имат проблеми да не излезе. Мислам дека околу 2 милиона играчи, и да не се 3, ама околу тие 1,5 милиона 2 играчи да го играат. Трансакции чуда, значи можно е да го напумпат назад до $25-50. Ако се врнат тие 2 милиона играчи, можно е да го напумпат минимум до 25, измеѓу 25 и 50 ќе го напумпат лесно. Ако се врнат 3 милиони играчи, можно е Axie Infinity, AXX да го напумпат и до $120. Ако 3 милиони играчи се врнат, 3,5 милиони ја играат па Axie Infinity. Трансакции чуда, нели од играта што ќе се паѓа, трежери и мрежери. Трансакции чуда може да се врне, ама тоа ќе биде за кратко и треба да се продаде и да се бега. Ако се чека да се купе назад, може да се стае на Staking Rewards. Мада тие Staking Rewards по правило треба да паднат на 7%. Мада не паѓа толку брзо како што мислев дека ќе паднат. Тука ли беше? Не. Дека беше волето? Значи сега моментално на нивниот волет е 30%, што е дефинитивно ниедна гейминг игра не дава 30% на 24 сата кои што одма може да се отклучат и продадат. Значи тотално 61 милиона има ставено, е доста. 61 милиона AXX, увредност на 193 милиона. Значи тоа е финтата на AXX што прават луѓе. Значи купуват го купуват го на $3, продават го на $15 на 25, тие што веруват, и го стават на Staking Rewards. Тоа до 7,5% мислам треба да падне најниску, како што бев читал white paper од пред 2000 години, ако се сеќавам. Значи стават ги тие коини преку bear market и живеат од Staking Rewards. Тоа е тоа, другари, за AXX исто да направам аналитика. SLP-то е ризичен, дали може да се профитира? Да. Често оде нагоре надоле, може и да се флипне, али внимавајте. Етничките албанци кај нас од Македонија имат највеќе големи количини, познавам луѓе што имат од $1000, 2000, 3000, 5000, $10,000 и прават профит, разбираш. Значи етничките албанци не се плашат, значи они флипат, имат доста грбна пара, флипат и они највише го држат, и турци познавам. Низ Америка нив ги интересира, значи албанците и турците највише ги интересира 0-0 што има и ги флипат, не се плашат, флипат, играат, трейдат, флипат, прават пари. Имам видено портфолија, че албанците и турците највише прават пари на такви сити и на акси, на DAO играат доста. Ама не DAO Polis, уствари Атласо го играат многу, че нив ги интересира највише тие со нулите и ги флипат, играат ги. Некои ги играат со меме, што е доста губат, кажав и да ако више го играат со USDC и имат профит. Не ги интересира, нели, нив bull market, не ги интересира точно да се каче 10%, да падне 10, да се каче 10. Во SLP-то да се каче 10, да падне 10 и го играат. Играат и прават пари. Барем се ми покажале, поздрав до сите етнички заедници што улават у крипто и тоа за големи пари. Поздрав, другари, нема што да има паника, одам да спијам, тука е више 3 сати 10 човече. Како што ветив 2 видеа, да се надевам леле ако ми го блокирате ово видео, ки да не пцувам ај. Поздрав, другари, и чекаме bull market. Чао!